Шумските пожари изминатите години, но и дивата сеча на дрвата ги уништува белите дробови во државата. Собствениците на приватни шуми бараат високи казни за сите вклучени во дивата сеча. Добар чекор велат е воведување на електронски пропусници, со кој се очекува транспортот на крадените дрва да се спречи, а очекуваат и поголем надзор со дронови на шумите, посебно во летниот период. Уништувањето на шумите не е само загуба на дрвната маса и екосистемите. Девастираните шуми директно влијаат на производството на храна. Постојат сомненија, дури и индиции, дека тие пожари не секогаш се случајни или настанати по природен пат, за жал. Веруваме дека тука значително место и улога има и човечката рака, но тоа секако органите на прогон треба да си го доиспитаат. Илјадници хектари или пак илјадници кубни метри дрвна маса страдаат во тие пожари, но она што е пострашно е тој еколошки или аспектот кој пожарот го има врз животната средина. Значи тоа се немерливи штети и загуби, бидејќи се девастираат огромни еколошки системи кои некои ги губиме неповратно. Најважен дел во справување со пожарите е превенцијата. Значи, најголемиот пожар се гаси со кофа вода. Таа свест мора да ја негуваме од најмали поколенија па до сите старосни структури. Покрај тоа што најголем проблем во шумарството се пожарите. Летово гореше Серта, гореше и Малешевијата, каде пред 4 години изгореа над 5000 хектари борова шума. Пожарите се погубни за дрвната маса и за шумските екосистеми. Потребни се децении за ревитализација на шумата и животните во неа. Засегнати сме сите, велат собствениците на приватни шуми, но посебно засегнати од пожарите и дивите сечи се самите собственици. Во бесправен промет одат помеѓу 600 и 800 илјади кубни метри дрва годишно. Тоа е огромна количина за земја како Македонија и за површина на шуми кои ние ги имаме. Собствениците на шуми се воедно и собственици на друг земјоделски имот, тие се воедно и сточари, тие воедно имаат и овошки на тие површини и затоа мора ние да негуваме еден поинаков светоглед, затоа што, пак велам уште еднаш, собственикот на шума не е само собственик на шума, туку и на цел тој екосистем кој дава одредени бенефити и затоа идејата да ја заштитиме Малешевијата, затоа што на истите тие простори, во истата таа шума, ние произведуваме и малешевска слива и правиме малешевско сирење, го произведуваме и малешевскиот компир. Така да тоа е се на лепеза на производи, но и на дејности кои се сместени во тој простор. Во големите пожари во Малешевијата и Пијанец минатото лето и пред 4 години за среќа немаше човечки жртви, но материјалната штета на изгорени фарми, пчеларници и други објекти се цени над 40 милиони евра.